Кратки најави за денес. Општинската комисија за сечење дрва издала налог да се исече исушеното дрво на градскиот плоштад. Двојно помал е бројот на заболени од COVID-19 во соседна Струга. ТВМ со помош на граѓаните ќе ги лоцира дивите депонии во Охридско. Општина Охрид издала 11 одобренија за градба во месец декември. Русите повлекуваат дел од трупите, но дали е тоа деескалација на конфликтот? Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Гледајте не. Во Охрид денес магловито претпладнев. Во текот на денот времето сончево со локална облачност и релативно топло со измерени максимални 10 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон среда облачно и потопло. Утре на северозападна, западна, централна и северна Европа нестабилно со врнежи од дожд проследени со засилен ветер, во Скандинавија и над Алпите снег, зголемена облачност и на Апенинскиот и на Балканскиот полуостров. Во останатите делови од Европа времето стабилно со зголемена облачност. На Балканскиот полуостров во среда ќе преовладува облачно време со повремени сончеви периоди и релативно топло. Во Црна Гора, Албанија, Косово и Македонија слаби и локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури на Балканот од 9 до 15 степени. Во Македонија во среда облачно, ветровито и топло време за овој период од годината. Дневните температури во благо опаѓање, во текот на денот слаби локални врнежи од дожд. Ќе дува засилен југоисточен и југозападен ветер. Минималните температури од -1 до 7, максималните од 6 до 13 степени. Во Охрид во среда времето претежно облачно, ветровито и топло. Во текот на денот слаби локални врнежи од дожд. Локално 5 литри на метар квадратен, ќе дува југозападен ветер. Минималната 4, дневната 8 степени. Во четврток во Охрид умерено облачно време и топло со температура до 10 степени, а во петок и сабота студен јутра со пат на утринската температура на 0, односно -3 степени. Во текот на денот сончево и топло со максимални 12 степени. Атва Хоум Центар на нова локација. Во новиот продажен простор уште поуспешно ја остваруваме нашата мисија на едно место да обезбедиме широка понуда на производи кои ќе го подобрат и разубават вашето секојдневие. Уредете го вашиот дом, деловен простор или градина без да го оптоварите домашниот буџет. Купувајте по најпристапни цени и со постојани промотивни акции. Во нашиот салон ќе ги пронајдете најубавите и најкреативни подароци за секоја пригода. Атва Хоум Центар. Супер акција во Миса Маркети. Лариф Део 150 мл 79 денари. Хард кейк Цермат 600 грама 299 денари. Корнишони Подравка 670 грама 55 денари. Лариф Сет 399 денари. Паста за заби Парадонтакс 2 по 75 мл 249 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Добар ден!
Прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Утрово на градскиот плоштад е исечено стебло од повеќе годишен кедер. Општинската комисија за сечење дрва издала решение да се исече бидејќи дрвото било исушено. Тие издале налог да се исечат и уште неколку други исушени стебла во Охрид. Согласно законските одредби, ќе бидат посадени листопадни или зимзелени дрва во близина на тие што ќе бидат отстранети или на соодветни локации во јавното зеленило. Исечен е повеќе годишен кедер на Охридскиот плоштад. Просторот остана без зеленило од уште едно дрво. Дел по дел беше исечено стеблото на зимзеленото дрво кое го раззеленуваше овој дел од центарот, на местото познато меѓу охриѓани како Кајмуренкана. Кедерот ужива голема популарност како украсно дрво и е мощно застапен во хортикултурното уредување во поднебијата каде што зимската температура достигнува до минус 25 степени. Ни сековме дрво кое минатата година се исушило, а за тоа имаме одобрени од надлежните за негово сечење, информираат од јавното предпријатие Охридски комуналец. Од локалната самоуправа исто така во писмениот допис соопштуваа дека дрвото е исечено со одобрение на Општинската комисија за сечење дрва. Во овој период комисијата издала одобрение да се исечат покрај ова и уште неколку други стебла кај кои констатирале сушење на дрвата. Според утврдената фактичка состојба ќе бидат пресечени и една бреза пред бензинската пумпа на Лукоил, еден јавор пред маркетот Миса и еден јавор на булевар Туристичка кај мини маркет. Паралелно со оваа акција ќе бидат уредени крошните на дрворедот на булевар Туристичка на потегот од бензинската пумпа Билјанини извори до пресекот со улицата Даме Груев, стои во дописот на локалната самоуправа. Досега екипите на јавното предпријатие Комуналец информираа дека исекле дрва во стамбениот комплекс Слобода во Лескајца 2 дрва, кедер и јасен, а се исечени паднати дрва кај Орце Николов и Лагадин. Од Комуналец информираа дека ќе засадат нови стебла во близина на исечените дрва, каде што има услови за садење, но не и на местото од исечениот кедер на плоштад. Пред неколку години беа исечени стебла кедер на плоштадот во комплексот Летница и пред хотелот Ривиера. Минатата година во ноември со реконструкција на улицата Македонски просветители беа исечени повеќе стебла засадени пред 5 децении. Комисијата утврдила дека се оштетени 49 липи, 13 костени, а 10 стебла на млади јавори ќе бидат пресадени, а охриѓани се обидоа со протест да ги спасат стеблата. Локалната самоуправа уверува дека зеленилото ќе биде обновено со засадување на нови стебла. Во Струга многу е помал бројот на активни случаи со коронавирус во однос на Охрид. Во Струшката модуларна болница моментално се хоспитализирани само 9 лица, додека во Охрид 40 пациенти се на болничко лекување. Од почетокот на пандемијата до денес во Струга се регистрирани речиси двојно помалку заболени во однос на Охрид. Во Струга 2,5 пати е помал бројот на активни заболени со коронавирусот во однос на Охрид. Имено, според официјалните податоци на Министерството за здравство, моментално во Охрид има 250 ковид позитивни пациенти, а во Струга само 97 лица. Во сите билтени на Институтот за јавно здравје може да се забележи дека во Струга е многу помал бројот на регистрирани новозаболени од корона, речиси 2 до 3 пати помал на дневна основа. Во вчерашниот билтен во Охрид има 11 нови случаи, а во Струга се регистрирани само 4 нови позитивни. Согласно и бројот на заболени во Струга и бројот на хоспитализирани во модуларната болница е далеку помал во однос на Охридската болница. Во Охрид моментално има 40 хоспитализирани пациенти, додека во Струга само 9. Третиот бран веќе стигнавме да отвараме нашиот ковид центар, модуларната болница, каде што се вклучија сите специјалисти и сите професионалци од нашата болница кои што се справуваа со ситуацијата. Добро познавање од аспект на состојбата која што се предизвика од SARS-CoV-2 и болеста која што ја создаде истиот вирус, и моментално ситуацијата ни е стабилна, имаме добро организиран тим кој што ротира, кој што е многу подготвен, кој што има искуство и од претходните бранови
и така што добро се справуваме моментално. Во Охрид, притисокот врз болницата е се уште висок. За разлика од пред 2 недели на интерното и инфективното оделение, бројот на хоспитализирани е намален само за 3 пациенти, односно од 43 на 40 пациенти. Моментално сите овие пациенти што се на хоспитализирани се релативно повозрастни со други сосема коморбитети, со други болести, така да се надевам дека нема да имаме помлади пациенти кои што ќе имаат потешка клиничка слика. Па имаме доста амбулантни прегледи, меѓутоа бројот на хоспитализации е на некој, да кажем така, задоволително ниво. Меѓутоа е болницата релативно исполнета до последното место. Од почетокот на пандемијата до денес во Охрид вкупно заболеле 8333 лица. Во соседна Струга од стартот на пандемијата до денес заболеле 4556 лица. Нема научни анализи зошто во Струшко е помал бројот на заболени, но според лекарите тоа се должи на непријавувањето на симптоми од страна на населението. Голем број од граѓаните не бараат лекарска помош и не се тестираат. Опаѓа бројот на заразени и починати од COVID-19 во земјава, информираат од Институтот за јавно здравје од Скопје, но исто така и потврдуваат дека кај 3 пациенти е детектирана подваријантата на Омикрон позната како стелт, која не дава потешка клиничка слика, но се шири за 30% побрзо од Омикрон сојот. Последниот извештај на Институтот за јавно здравје за периодот од 7 до 13 февруари покажува дека се намалува бројот на заразени и починати од COVID на неделно ниво. Имено во овој период бројот на смртни случаи е намален за третина во однос на неделата претходна. Најмногу починати, над 97%, се на 60 години. Има 13% помалку заразени во споредба со неделата претходна. Најмногу заразени се регистрирани кај луѓето над 60 години и оние на возраст од 40 до 49. Најмалку заразени има меѓу децата од 0 до 9 години. Намалување има и кај бројот на реинфекции, односно за речиси 8% помалку во однос на неделата претходно. Во текот на минатата недела вкупно се пријавени 1236 реинфекции, од кои 6 втори реинфекции. Со статус оздравени се стекнале 9900 лица во хоспитализирани услови или на домашно лекување. Заклучно со 13 февруари вакцинирани се 868.818 лица со барем една доза на вакцина против COVID-19 во државава и во странство. Вакцинирани со 2 дози вкупно со 847.072 лица, а со трета доза 137.048 лица. Во меѓувреме од Институтот за јавно здравје потврдија дека кај 3 пациенти е детектирана подваријантата на Омикрон позната како стелт, која не дава потешка клиничка слика, но се шири за 30% побрзо од Омикрон сојот. Општина Охрид издала 11 одобренија за градба во месец декември. Според податоците на Државниот завод за статистика во земјава, се издадени одобренија за градење близу 24% повеќе во однос на истиот месец од 2020 година. Најмногу дозволи за градба се издадени во Скопскиот, а југозападниот регион е на 4-то место од 7 плански региони во земјава. 11 одобренија за градба издала општина Охрид во месец декември минатата година. Според видот на инвеститорот со одобренија се стекнале 10 физички лица и еден деловен субјект со предвидена вредност на објектите од 44.337 денари. Според податоците на Државниот завод за статистика во декември 2021 година во земјава се издадени 378 одобренија за градење, што е 23,9% повеќе во однос на истиот месец од 2020 година. Од вкупниот број издадени одобренија за градење 228 се наменети за објекти од високоградба, 42 за објекти од нискоградба и 108 за објекти за реконструкција. Од вкупно 378 објекти на 226 како инвеститори се јавуваат физички лица, на 152 објекти инвеститори се деловни субјекти.
Според издадените одобренија за градење, предвидената вредност на објектите изнесува 3.837.000 денари, што е за 3% повеќе во однос на истиот месец од претходната година. Најмногу дозволи за градба 167 има во Скопскиот регион, а потоа следат Полошкиот со 58, Источниот со 43, Југозападниот со 31, а најмалку со 11 одобренија за градба има во Пелагонискиот регион. ТВМ телевизија со помош на граѓаните преку рубриката Ти си твојот град започна со лоцирање на дивите депонии во регионот. Пристигнаа голем број пријави од граѓани за нестандардни и нелегални депонии кои ја загадуваат животната средина. Целта на оваа акција која ТВМ телевизија ја поттикна е да го поттикнеме и делувањето на локалните самоуправи, комуналните предпријатија, еколошките организации, но и на граѓанскиот сектор, да се исчистат дивите депонии кои ја загадуваат околината. ТВМ телевизија започна со лоцирање на дивите депонии во регионот. Голем број пријави од граѓани пристигнаа на нашето барање за пријавување на нелегални депонии кои ја загадуваат животната средина, но и го наградуваат ликот на општините. Денес нашата екипа регистрира неколку диви депонии во урбаниот дел на Охрид. Затекнавме грда слика, расфрлана пластика, дотраена покујкнина, градежен шут, делови од автомобили и секаков вид на отпад. Едната локација е во населбата Даљан, веднаш пред самата патека која води кон Свети Јован Канео. Дива депонија која неодамна екипите на јавното предпријатие Охридски комуналеци ја расчистија, но денес повторно се трупа со отпад. Ова е една од локациите кои што ги мапираа и лоцираа граѓаните во рубриката Ти си твојот град. Оваа мини депонија претходно беше исчистена, но се гледа дека несовесните граѓани повторно почнаа да одлагаат отпад тука. Еколошката свест на населението е исклучително ниска за надминување на проблемот со дивите депонии кои за жал никнуваат на многу локации. Потребни се повисоки казни, пишуваат граѓаните во рубриката Ти си твојот град. За да може да се откриваат сторители кои несовесно одлагаат отпад, потребен е видеонадзор на критичните места, велат граѓаните. Потребни се еколошки кампањи за подигнување на свеста кај населението и повеќе контроли од страна на инспекторите за екологија, предлагаат граѓаните. Втората локација која денес ја посетивме е на самиот влез во Охрид од соседна Струга. На просторот покрај патот се одлага секаков вид отпад. И ова е една од поголемите депонии кои што денес ги посети и ТВМ телевизија по пријава на граѓаните во рубриката Ти си твојот град. Големиот број на овие депонии кои што ги пријавуваат граѓаните во нашата рубрика зборува за ниската еколошка свест на граѓаните. Целта на оваа акција која ТВМ телевизија ја спроведува преку рубриката Ти си твојот град е да го поттикнеме делувањето на локалните самоуправи, комуналните предпријатија и инспектори, еколошките организации, но и на граѓанскиот сектор, да се исчистат дивите депонии кои ја загадуваат околината, да допринесеме сите заедно да се уредат критичните црни еколошки точки, да овозможиме почиста еколошка средина за нас и идните генерации. Пријавувањето на дивите депонии продолжува во сите 4 општини Охрид, Струга, Дибарца и Вевчани. Ставено е на увид и на јавна расправа нацрт извештајот за стратегиската оцена на влијанието на животната средина за стратегијата за развој на туризмот во општина Охрид во периодот од 2020 до 2025 година. Додека на 9 март во општина Охрид ќе се одржи јавна презентација и расправа за истиот. Нацрт извештајот за стратегиската оцена на влијанието на животната средина за стратегија за развој на туризмот во општина Охрид во периодот од 2020 до 2025 година ставен е на увид и на јавна расправа. Извештајот за стратегиската оценка на влијанието на животната средина е изложен во Оделението за заштита и влијание врз животната средина во општина Охрид секој работен ден од 7:30 до 15:30 почнувајќи од денес, па се до 16 март оваа година.
Јавната презентација и јавната расправа ќе се одржат на 9 март годинава во големата сала на општина Охрид со почеток во 13 часот и 30 минути, со задолжително носење маски и пропишана дистанца согласно протоколите за заштита од COVID-19. Правните и физичките лица и јавноста можат да го достават своето мислење во врска со извештај од општина Охрид во рок од 30 дена од денот на објавување на оваа информација. Сите заинтересирани страни се поканети да учествуваат на јавната расправа и да го дадат своето мислење, забелешките и предлозите по извештајот за стратегиската оцена на влијанието на животната средина и истите можете да ги испраќате на имейл животнасредина@ohrid.gov.mk или по пошта на следната адреса: Општина Охрид, улица Димитар Влахов, број 57, Охрид. Поседување марихуана, семејно насилство и кражба. Денес во билтенот на СВР Охрид. Во текот на вчерашниот ден во 19 часот во Оделението за внатрешни работи во Струга е приведен 25-годишниот ИА од Прешево, Република Србија, при преглед извршен на регионалниот пат Струга Охрид. Полициските службеници кај него пронашле и одзеле 3 опаковки со марихуана. Против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Истиот ден, околу 21 часот, 24-годишниот ДА од Охрид во семејниот дом по претходна вербална расправија физички ја нападнал својата 22-годишна сопруга и се заканувал со остар предмет. Против напаѓачот ќе биде поднесена исто така соодветна пријава. На 14.2.2022 година во 22 часот во СВР Охрид пак приведен е и 66-годишниот љМ од Охрид. Тој предходно со употреба на погоден алат, физичка сила од објект во близина на одморалиштето Младост во Охрид, неовластено одзел предмети. Истите со потврда се одземени од него и вратени се на собственикот, а против сторителот ќе биде поднесена соодветна пријава. Следуваат вестите од светот. Руското министерство за одбрана соопшти дека некои војници позиционирани на границата со Украина се враќаат во базите по завршување на вежбите. Сепак големите вежби низ земјата продолжуваат. Јужните и западните воени единици на Русија почнаа да ги враќаат своите војници на постојните позиции по вежбите, изјави вчера портпаролот на Руското министерство за одбрана Игор Конашенков. Тој рече дека продолжува серијата вежби во кои се вклучени речиси сите окрузи и морнарици. Во последните денови Западот и Киев постојано повторуваат предупредувања за потенцијална руска инвазија на Украина, додека портпаролот на Кремљ Дмитри Песков постојано ги опиша таквите тврдења како празни и неосновани. Нов бранд на инфекции предизвикани од омикрон сојот на коронавирусот се сели во Источна Европа, предупреди денес Светската здравствена организација, повикувајќи ги властите да ја подобрат вакцинацијата и другите мерки. Во текот на изминатите 2 недели случаите на COVID-19 се двојно зголемени во Ерменија, Азербеџан, Белорусија, Грузија, Русија и Украина, рече регионалниот директор на СЗО за Европа Ханс Клуге. Тој додаде дека сегашната загрижувачка ситуација поради плимниот бранд на омикрон и делта што се уште циркулира на исток, не представува момент за укинување на мерките за кои знаеме дека делуваат за намалување на ширење на COVID-19. Клуге ги повика владите да ги истражат локалните причини за ниските стапки на вакцинација, бидејќи помалку од 40% од оние на 60 години во Босна, Бугарија, Киргистан, Украина и Узбекистан биле целосно вакцинирани против COVID-19. Канадскиот премиер Џастин Трудо презеде чекор без преседан, повикувајќи се на законот за вонредни ситуации за да ги смири протестите против вакцинацијата. Трудо рече дека опсегот на мерки ќе биде временски ограничен, разумен и пропорционален и дека нема да биде распоредена војска. Без потреба од судски налог, банките ќе може да ги замрзнат банкарските сметки на сите вклучени во протестите. Стотици демонстранти се уште се во главниот град на Канада, а Трудо им рече на новинарите дека законот ќе се применува привремено на специфичен начин. Апелот на Трудо до законот за вонредни ситуации доаѓа кога демонстрантите низ Канада влегуваат во третата недела. Мал авион со 8 лица се урна во океан во близина на брег на Северна Каролина, соопшти крајбрежната стража. Пронајдено и идентификувано е едно тело, изјави шерифот на округот.
Во понеделникот попладне, капетанот на американската крајбрежна стража изјави за новинарите дека неколку бродови од различни агенции продолжуваат потрагата. Повеќе од членовите на семејството на патниците во авионот живеат во Картерет, крајбрежен кварт со 70.000 луѓе. Контролорот на летање пријавил дека леталото се однесувало чудно на радарот, а потоа исчезнало од екранот. Во прелиминарното известување за несреќата на веб страната на Федералната управа за авиација се надаведува дека авионот паднал во вода под непознати околности. Ова беше се од првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.